Останете со нас наредните 30 минути, затоа што следува емисијата за вашите и нашите најдобри пријатели. И оваа емисија ви подготвивме интересни содржини, па се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Затоа следете не. Ние се наоѓаме во најобезбедуваната куќа во Република Македонија, поради обезбедувањето, но сигурни поради куќето. Сега ќе разговараме со синот на претседателот Ѓорѓе Иванов. Здраво, Иван, како си? Здраво, одлично, ја ви благодарам многу за поканата во вашата емисија и наистина ми е драго што сте тука да споделиме некои интересни приказни за нашиот пес чувар. Татко ти од оправдани причини не е наш гостин, но ти си оној кој што повеќе го чува куќето, или се лажам? Па мораме искрено да ви кажам дека обврските ни се распределени сразмерно. Секој си има своја улога кај куќето, еве поготово татко ми знае за време на викендите кога е тука и кога е послободен да го шета и кога ќе дојде од работа така малку да се раздвижи. Мајка ми го храни секој ден, а јас еве вака се галиме постојано и знаеме да прошетаме и до парк и слично. Од каде ви дојде идејата да земете шарпланинец како домашен миленик? Дали тоа е поради патриотски причини или затоа што е добар чувар? Па знаете како, традиција на секој претседател што ќе дојде во вилата да му се поклони нов шарпланинец, веќе не станува збор за еден ист чувар, односно за едно исто куќе што е континуирано тука, туку секој претседател се добива ново куќе. Така беше случајот со Алек и јас бев токму во резерватот во Јасен, од каде што го земавме Алек, уште кога бев тоа морам да признам дека беше најдоминантен. Прво он да се најде, па потоа неговата мајка и се гледаше дека навистина станува збор за едно посебно куќе. И има една многу голема символика што отпосле дознавме ние токму за Алек дека он е всушност роден токму на денот кога е поднесена кандидатурата на мојот татко, така да има една многу голема символика и од тогаш еве го, тој е нашиот верен пријател и веќе ете 5-та година скоро е со нас, односно ние го земавме на негови 4 месеци чино, така. Колку време од денот одвојувате вие за дневни прошетки, одржување на негата на влакното и слично? Па така, значи, уште од кога го земавме еве до ден денеска, освен мене, освен моите и нашиот ценет пријател Ване, многу ни помага, со кога ја пројдовме неговата првична дресура, со кога ги пројдовме сите оние први прошетки во парк, таа социјализација, да види коли, да види луѓе, да види други куќиња. И ете од тогаш до денеска, значи, секој ден шетаме заедно. Кога дозволуваат обврските, ви кажав, и мојот татко шета со нас, ако не шетам јас, шета заедно и Ване со него, така да одвојуваме што е можно повеќе време, бидејќи навистина, колку му даете љубов на куќето, толку и ќе ви врати. Како реагираат луѓето кога ќе ве видат? И дали се плашат кога ќе го видат Алекс, дека е огромно куќе? Јас искрено ви кажам, колку пати сме биле во парк, навистина ги фаќа хистерија луѓето, ама позитивно, бидејќи сите сакаат да се сликаат, не виделе толку големо куќе, поготово ние најмалите дечиња, што навистина едно доживување за нив, он па е навистина како маче, мирен така да сака да позира и сака со секој да се слика, така да немаме никако. А што мислиш ти, сакаат да се сликаат поради куќето или поради вас? Ја мислам ради куќето. Како што го видов на фотографиите пред да дојдам тука, тој беше преубав. Сега можам и да потврдам дека тоа е така. Па дали имате потомство од него? Искрено да ви кажам, токму сега периодот, во овој момент сме во исчекување, така да се надеваме дека наредниот период и дека ќе ни израдува со негово потомство, така да еве ќе ви известиме, може тогаш да не посетите ги видите малите кутрини. Се надевам ако не поканите повторно. Се разбира. Иван, баш ме интересира од каде љубовта према милениците и дали се сеќаваш на твоето прво милениче? Па да ви кажам, се сеќавам, тоа беше еден зајак, се сеќавам дека прво што чував беше зајче, потоа беше едно улично куќе, знам дека го најдов, јас бев многу мал и навистина тоа беше едно големо изненадување кога ми го донесо, се сеќавам и на еден аквариум дека имавме неколку рибчиња чувавме и после тоа наредно е Алек.
како домашен миленик. И која е разликата од мало до огромно животно? Голема, навистина. Значи, сум чувал и неколку животни, сум чувал и мало кутра, но конкретно за шарпланинец можам да кажам дека пред се станува збор за лојален миленик, станува збор за добродушен и навистина миленик што ви го облагородува животот и што секој ден ве прави се посрекни и тоа е тоа. Сигурно сте често надвор од домот на службени патувања, па баш ме интересира како реагира куќето кога ќе се вратите дома. Па морам да ви кажам дека најчесто моите родители се многу по патувања, не толку јазно да кажеме кога се случува пак да не сме тука сите тројца, односно да сме на летување во Охрид, на летен одмор во Охрид, го носим и него, малци он да види езеро, малци да види друга клима, бидејќи тој период во Скопје навистина топла, таа клима во Охрид му прија и знае да украе неколку 5 дена да отидеме заедно со него до Охрид, инаку кога ќе се случи некогаш да биде сам отреден период 2-3 дена, навистина е среќен и не можам да ви опишам таа реакција која ќе видите неговата опашка како мрда и како се радува на нашето доаѓање. Дали сака да се вози со автомобил? Па немаме проблем со тоа, мислам дека уште од мал се научи на тоа и до ден денеска немало никаков проблем да влезе во автомобилот и да излезе. Иван, дали може да ни издвоиш некоја несекојдневна интересна случка која што се случила со вашето куќе? Како да ви кажам, кога имате миленик, конкретно кога имате вакво куќе, секој ден е доживување, секој ден има најразлични случувања со него. Конкретно мене многу интересно ми кога беше мал и кога го дресиравме, уште кога ги дознаавме неговите тајни, неговите побарувања, ни кажа дека препорачливо е за кутриња да се дава кафортан, оние витамини за имунитетот и за слично, за калциум, да. И многу беше интересно баш тој период, му дадов, мислам дека по една таблета или по две требаше да се дава и јас случајно го имав поставено тоа пластичното шишенце тука на масата надвор. Влегов нешто до внатре да направам, кога се вратив гледам го нема, але го нема шишенцето, си видов, си го земал он, отишол во требата, си го изгрицкал, се отворила кутијата, земал многу повеќе од дозата што треба и јас мислам дека тој момент да имав една видеокамера, мислам тој ќе беше убедливо шампионски клип, оние најсмешни видеоинсерти, не знаете кога беше хиперактивен, изгледа многу витамини му дојдоа, само трчаше низ дворов и така, тоа ми беше едно од омилените случаи со него, бидејќи навистина беше така не секојдневно, а од тогаш е навистина мирен, ама тогаш многу витамини му дојдоа. Ми спомена во несврзан разговор пред да ја снимаме емисијата дека сака многу да оди во кујната. Да, многу сака да оди во кујната, што знае дека секогаш кога сме ние тука, поготово мојата века, знае да украде по некоја саламче и да се почасти освен од тоа негова храна што ја добива. Дали куќето изнесувано до сега на некои изложби и доколку е, дали имате нешто своено? Да, беше изложба, ги зема највисоките оценки, но конкретно со неговото легло има еден проблем што ние му правевме негова операција на неговите очи, бидејќи трепките му влегува во очите и неговото всушност цело село од кај што потекна го има и тој проблем и баш поради таа прича не можеше да ја земе онаа прва награда, но ги доби највисоките оценки. Разговаравме за повеќе работи. Дали нешто изоставивме што сакаш да го споменеш? Па, знаете, кој вака, збориме конкретно за него, можете цел ден да разговараме за најразлични случувања, за најразлични доживувања со него, но мислам дека најклучното го кажавме, тој представува неиздвоив дел од нашето семејство, секојдневно сме со него, навистина, како што кажав и претходно, ни го облагородува животот и секој ден се радуваме со него. Дали има некои други миленичиња тука освен вашето куќе? Па морам да бидам искрен да ви кажам дека имаме, а тоа се верверичките, што многу често знаат да влезат, бидејќи знаете во овој двор има доста и многу често знаат да влезат, да се прошетат из куќа, да ни извадат малку од памет, да ни исплашат и ќе излезат. Потоа ама знаат многу често да не посетат, але нема проблем со нив, само ќе ги прецепира и толку завршат бригазата, ниту ги брка, ниту ништо. А впрочем и баш кога го земавме, кога го трениравме, можам да кажам, баш се постои тоа прашање дали сакаме куќе чувар или да сакаме куќе пријател и сепак решивме тоа да биде куќе пријател, бидејќи навистина како што ви кажам, една прекрасна работа да имате во вашиот дом. Иван, ти благодарам за топлото добре дојде во емисијата Пријатели, па за крај, дали може да апел до нашите гледачи? Па морам да кажам, секој што немал прилика или пак се мисли дали да вдоми миленик или да купи, конкретно можам да кажам за куќе, мислам дека нема потреба да се двоми, нека го направи тоа веднаш, бидејќи навистина и самиот збор кажува миленик, ќе ви го милува животот, најпросто кажано, ќе ви го облагороди и без цената и неопислива е
тоа чувство кое ќе го видите како прета сопашот, како се радува, како бара од вас да си играте и навистина колку и да сте среќни ќе ви го направи уште посреќен животот доколку имате милени го вашиот дом. Дали го препорачувате баш шарпланинецот или било кое куќе? Дефинитивно. Конкретно јас морам да го кажам тоа, бидејќи прв пат чувам шарпланинец, знам и луѓе што чувале шарпланинци, но конкретно кога ќе се соочите вие со шарпланинецот дома кај вас, мислам дека здравје Боже доколку пак би брал шарпланинец. Затоа што тоа е наша македонска гордост, нели? Апсолутно. Ти благодарам уште за гостувањето во емисијата, пријатели. Ви благодарам и на вас. Madam, good morning. Cadê na UP? Tuanya kafe também. Oh, café, me vai se Na zdravia kafe. Faleminderit. Oh, madam, essa café é de onde? Inte rachta just ett sushi. Oh, you like it? Nice. Na zdravia kafe. Elite kafe. Because no like I just because it's running then I think about sorry God. What is a little bit like Charlie, but it's too high for you. Let's face it. As long as you don't get in between her and the Cubs, they're not going to attack a car. Is this the same one we saw? No, it can't be. They're smaller Cubs. There's no bears around here. Yeah, you're lucky. Seems like that. I think we're closer to this one. That sounds ridiculous. They are so The mom bear is not that big. I cannot believe we've seen this many bears. I want one. They're like puppy size. Oh, they are so. One of them is so small. Yeah, I would give it a little bit, but. Oh, please come to my car. You don't think you can go to the left? I mean, hypothetically, the rangers would tell you just to sit here all day, but you. Yeah. As long as you're not disturbing them or scaring them. No, you can go around it. To the left. I'm just kidding. This mom bear looks way smaller than the other one. Maggie, down. Maggie, down. No. Maggie, down.
Good boy. I finally got that on tape. Very good, Cooks. Oh, you look like a little monkey. That's what Danny. Over here. Get away. Ние се наоѓаме кај доктор Петар Чупона. Тој ќе не збогати нашата емисија со корисни совети околу вашите миленици. Здраво, Петар, како си? Здраво, благодарам за поканата за да учествувам во вашата емисија. Има многу различни размислувања околу кастрацијата и стерилизацијата на милениците. Кој е вашиот став? Кастрацијата како хируршки захват, односно стерилизацијата на животните, се изведува од X причини, односно може да бидат тие да ги сврстаме во две причини. Значи, некои се од механичка природа, значи некои се од медицинска природа, некои се пак и од чисто самите собственици сакаат нивните миленици да бидат од X причини стерилизирани. Најчесто стерилизацијата е, односно кастрацијата кај машките, стерилизацијата кај женските животни, ја спроведуваме ради проблеми кои се јавуваат во репродуктивните органи. Најчесто кај женските животни ради полицистични јајници, ради тумори на матки, ради ендометритиси, пиометри, значи ради и други причини кои можат да нанесат штети по здравјето на животното, а додека кај машките животни ради механички повреди на тестиси, механички повреди или туморозни повреди, воспаленија на тестиси, исто така се врши кастрација. Причината за кастрација, односно стерилизација, собствениците најчесто ја бараат ради причина дека нивното животно е агресивно, обично кај машките животни, па ако некоја кучка е во фаза на еструс, на парење, му бега, не му седи дома, сака да излегува почесто, или дома имат непријатни ситуации со нив, така да се практикува до кастрирање на денекот. Што ние добиваме доколку нашето милениче е кастрирано или стерилизирано? Ние доколку нашето милениче е стерилизирано, добиваме едноставно промена на понашањето на самото животно, дали се работи за маче, дали се работи за куче. Значи животните не се толку активни во однос на животот кој се однесува на расплоден циклус, да речеме. Тие се многу помирни, не шетаат, не бегаат од околината и се повеќе приврзани кон собствениците.
Доктор Чепона, дали според вас е опасен овој хируршки зафат? Хируршкиот зафат, доколку го работи стручно лице, не е опасен, затоа што се работат веќе доста често овие операции. Али операција како операција секој носи свој ризик, така да со големо внимание и посветеност треба да се направи истиот. Може да се јавуваат доста постоперативни проблеми, така да сето тоа е во договор со собственикот, да се придржува кон одредени упатства, значи кои ќе ги даде неговиот лекар. После самата операција, колку време трае опоравувањето на миленикот? Миленикот најчесто се опоравува зависно од зафатот кој се прави, да речеме дали е чисто вариотомија, дали се вади само јајник, дали се вади комплетно и матка, дали од ден, два, некој од 4 до 5 дена, али битно е тој многу брзо се опоравува, без никакви проблеми и не е ништо страшно. Значи таа операција не е толку опасна. Дали според вас треба некој посебен третман и исхрана после операцијата? После оперативниот зафат најчесто се препорачува диета. Значи наредниот ден истиот ден не сме ништо да јади пациентот. Наредниот ден мора да биде на диета и така постепено да се воведува во нормална исхрана и во правилна исхрана на животното. Да седи, да не биде на ладно, да не е на студ, да седи дома, да има топлина околу него и нормално да се пази раната. Да се прават контроли во наредните 2 до 3 дена кај ветеринарот, се би било во ред. Како можеме ние да пазиме раната? Самата рана битно е да се гледа дека нема никакви изцедоци, да нема крварење од неа, да нема секрет било каков или ако евентуално дојде до отекување на самата рана, подхитно да се обратите кон ветеринарот кој ја оперира, да се види кои се проблемите. Може да се јават најчесто ради некои движења нагли, ради некогаш и некој конец би пукнал, некој самото куче би го изгризало кончето, да речеме, или маче. Тогаш може да се јават некои херни, значи отварање на самата рана. Значи мора да се надгледва раната дали зарастува правилно или има некои промени на неа. Ако има било какви промени на самата рана, мора да се обратите кон ветеринарот. Доктор Чепона, ви благодарам за гостувањето во емисијата, пријатели. Благодарам.
мравката во кино, но пустата од филмот нити Ф не видела, бидејќи слонот седнал пред неа. Другиот ден таа повторно отишла во кино со цел да му се освети на слонот, седнала пред него и му рекла: Е, сега да видиш ти како кога некој седи пред тебе. Гледајте ни наредната недела на истото место во истото време. Чао!